Думите на майка светицата на Ajde da li ide, ponedjeljak Bog. далеко се неште од пет. Плачеш? Вели Невена. Тоа е дождот, одговара Карен. Нема никаков дожд. Во собата сме, му посочува. Врне во душата, ти кажува. Времето, часовникот паѓа од зидот и сопира се. Тој во манастирот Света Недела на Чтип. Дојдал по писанијата на Видан од Режановце да ја разбијат магијата. Темната сила која сакаше да му фати ргулец во душата. Беше време кога Киниса кон Троја. Беше во автобусот кога Киниса кон Троја. Беше на Златоврв и го виде јаболкото на раздарот. Јаболкото со кое започна Тројанската македонска војна. Беше во писателската соба и со зраците на сончевина сликаше на цидот и Светилија од Огњанци даде знак од Севишниот. Беше во манастирот Светилија и гледаше како од врвот на планината светата река донесува песок за градба на светилиштето и сопре се. И стануваше едно и едност. И врнеше силен дожд. Сипуваше и стураше вистински бор. Вееше и трупаше снег и грееше јасното сонце. А не му теча созите. И му гореа кандилци и свеќи во душата. Плачеш, увери мене. Само капки од Божиот дожд, одговара Карен. Повторно пишуваш низ себе со словата, му кажа. Словата на Бога, додаде Карен. Мислам дека те љубам. И вели заспивајќи, кинесувајќи низ приказната со величината на сонот. Откако слезе во царскиот подрум за да ја земе златно-жолтата боја со која ја вапца собата си во сончево. Откако писателската соба ја огреа тројанското сонце. Откако колата на Светилија му влезе во душата и приказната за Или, за сончевината, за тројанската војна која не сопира, која не сака да запре од таа пуста љубовина. Откако со четката од двојцата од огнево ја зацапа и освети собата. Откако му гргнаа како надојде на војца словата, буквите за приказната за војната поради личната Елена, за која неговиот народец ја пее песната Елено умерено. И не само таа. И велми, од време на време како во приказните на дедото од Варош, кој им раскажуваше на Невена и сестра и кога си пеа дечиња, чакуриња, од молк за молк до 9 години Господови. Од молк за молк и понатаму дели сончевината. Созиш? Тивко питуваше любеницата. Тој веќе кинисан кум сонот, му иде ангелчињата на сонот и се обидуваше да ја одговори, да ја каже думите, да ја рече од дождот и вели во полн сон. Ти врне во душата, во приказната и вели тивко, како далечно време. Покри преку рамената со чеврето и го кареше по косата додека тој ги нисуваше кон Троја. Беше веќе таму, во Илијадата, во тројството, во хомерувањето, во 17-то сминскиот так на македонското, на завештаното оро на Господа Бога, во хомеровата света македонска приказна за личната Елена.
гласот на Георгија и избраникот Божи. Лес 1, стан број 2. Кажуваше некому по телефонот. Повторно се завали кај него. Овој му објаснуваше на човекот од другата страна на жицата како да дојде до него, како да дојде кај него. Не баре се работеше за зидините на Троја, на собствената Троја, на илјадата која секоја минуваше во себе. Беше во станот на избраникот Георгија. Дојде кај него откако видан ги испрати да ја разбиваат магијата од себе и невера, да ја сничкосуваат темнината и да ја горат со виделината, и беше таму. Доаѓаше, ги нисуваше, береше од приказните Божи. Собирам приказни, помисли Китанче. Собирам не ја доврши мислата. Георгија избраникот му дофрлаше по некав крстена дума. Јас сум обичен човек, им рече на луѓето кои го благословуваа за сторените добрини. Мил Господ и Господин Филеп, им рече на жена, заблагодарувајќи се. Да живееш 100 години, додаде друг од пациентите. И љубовница да си најде, додаде шегувајќи се. Звонеше телефонот. Кален му го подаде на избраникот Георгија. Беше таму, се навраќаше кај него по писанијата Божи. И самиот не барајќи причина, повод, сушност, само го вадеше плавјазот на белиот лист од старите романи, на листовите од претходните приказни за Троја и војните од љубовина и запишуваше по некој ред на белата страница. На белата страница на душата. Јас сум обичен човек. Се правдаше Филип, кога го споредува, го споменува покрај Господа. Невена го галеше по косата, кога го навасува ангелите на судот. Слушаше како истура столетен дожд Божи, како од планината Светилие, со стихијата на Тиха, носи песок за изградба на манастирот во Древе, недалеко од Лебеја и Троја. Како од огнево извира сонцето за светата посветена земја. Како по Божји правила и зададености се преповторуваат страданија, се искушува душата, се отпатуваат гревовите на предците, се живее земното и Божјото време. Часовникот застана. Хадно од зидот и се растори. Немаше повеќе земно време. Доаѓаше светото записание за Армакедонија, за последната битка меѓу злосилието и темнината. И љубовта, која како сонце огреваше во таа приказна за Троја. Љубовта. Или се работи токму за него? Сонуваше Китанче. За крштение со неа, со љубовта, кон јасното сонце и сончевината, таму во полето македонско пред Армакедонската битка. Или на местото, каде се крштева со љубов. Паните на завештаните ората потре, рам. Почнуваше со дактилите, левите и десните според таинствената или тросложна стапка, според работците и стапки. Ден денес, такви ора се играат во оваа земја. Во земјата каде е посадено сонцето. 5 по 3 15 и 2 17. Тоа беше неправилното македонско оро, или 17 осминскиот так. Завештани кон боговите, кон сето тоа кое што го придонесува кон народите. Ден денес, во завештано оро, така се вртеше приказната за Илија. Тоа беше лепо. Мерата во која се прородени Хомерини зборовите во приказната за Или, за Троја кај Хомер. Ден денес неговиот народ игра исто такво оро на славите и честувањата во детите од Пределивци. И те во Вугорот на гора, село ореше кај македонците во Албанија. Дојдоа заедно со стојкот на Георгиоденската прослава на почетокот на Коса. Божјо лето 2007. Минаа 3 граници за да стигнат на славата. И ете, таму во Угор, не баре пред портите на небесата. Татнеа топаните и пиштеа зурлите, леле, бил ми скоро пред портите на небесата, каде ги оди избраниот пород по битката, по последната тројанска македонска војна. И повторно, думите на мајка Вангија, светицата од Струмичкото Новосело, ки мисана кон Троја, кон земјата каде е посадено сонцето, леле, во Петрастариот древен град да прорекува. Недалеко од денешниот Петрич, град во Пиринско, кај нашиот народ, кај македонците, ја сретнаа во долета на мисла, која му донесе една книга од обичната. Книгата му дојде неосетно, не помнеше. Може би долета токму кај него како ластовичка во доцната есен која прилегаше на пролет.
Не барајте премногу, оти не ќе можете да платите. Се сети на думите на мајка Вања. Беше како што било записано. Жената со сребрена коса наеднаш почна да ја губи силата. Боженце златен, ако има од писанијата уште, дарува исцеление. Така размислуваше зборослучувачот. Се случуваа некои нешта кои беа запишани. А Китан знаеше дека со молбен кон Бог и висшата сила можат да се променат записанијата. Понекогаш, ако заслужува молителот според законите на небесата, ако е тоа Божјата воља, ако е и ако не е, леле, опаман леле, од молк до молк, до 9 поживлени. Не барајте премногу, запишаното од мајка Вања. Му мина како сознание низ душата. Минуваше и беше отидено на кај сончевината на Илик во големата непрекината битка за љубовта. Потоа беше заминато и на кај Троја и битката за љубовина. Кај него слета една книга. Книга која читаше и раскажуваше за светата и распнатата земја. Од неја читаше наглас наутро според вежбите од Аристотел за актерски вежби. Сеќаваше од срочените думи енергетско вознемирување. Начинот на редењето на зборовите беше упростен, пониска категорија на духовност, велми, но сепак, штом ќе се споменеше бакарната книга, зборосложувачот го тресеше енергетски набој, сила, запис од древните и од свето место. Кален го знаеше тоа преку себе. Го помоли Бога за жената со сребрена коса да ѝ се отвори кармата кум добрината, ако е тоа по милоста Божја. Сеќаваше од срочените думи како кинисувањето кум Троја имаше допирност со земниот живот и како војната за љубов имаше одраз во самиот живот. Со војната, со љубовта, омразата и настаните кои се случуваа патем од нашите земни состојби. Боженце златен, по кој знае кој пат, доаѓаше до патеката меѓу животот и смртта, до границата каде е започната Тројанската војна, до местото каде е посадена сончевината, до болката, до гибелта, до земното и небесното време, дотаму, до границата на душата. И како слова во поројна вода го заведуваа кум Или и Троја кум војната за љубов. Беше пред портите несени во угорот на гора, зурли, топани и посветени пеани македонски. Горе во Орешек кај Мемишовци. Со песна патуваше кум небесата, со тие богодарувани луѓе кои ги отвораа срцето и душите за да го слават Бога Господа. Кај него слета книга, во која се раскажуваше за баба Вања, за Александар Македонски, за бакарната книга која содржаше тајната за богатството. И виде колку луѓе се убиени едни со други за да дојдат до него, до богатството. Бедници, помисли Кален. Не барајте премногу, оти не ќе можете да платите. Зборовите на мајка Вања. Ах, тој часовник, ах, таа Троја, само воздишка и следственост. Потоа повторно се завари во гора, облечен како Александар Македонецот на ѓурѓовденска слава и беше обкружен од насмеаните лица на македончињата во гора и ги пееше и играше светите ора македонски таму, под сводот небесен, таму каде е посадено слънцето во земјата света и вековите. Му дојде сознаен миг и се сети. Сонуваше сон како влегува во подземно светилиште каде клокоти војцата. Клучот беше под катинарот, под каменот, под древниот цер. Отклучи влезе во светилиштето. Ветва книга на местото каде стои икона на светецот во земната црква. Беше пред неа, беше до неа, влегуваше со душата си во неа, книгата. Небаре од страниците греја и изгреваа лачите на сонцето златно. Таму некаде, кум Троја, кум земјата каде е посадено слънцето, таму некаде и внатре во нас, во распнатиот народ. Земја за тебе! Слушна глас на светиите за светата книга. Сепак, Китан се двумеше, знаеше дека не се зема ништо од свето место без даденост, велми си мислеше, се колебаше, леле. Знаеше дека не се зема ништо од свето место. Кој сум јас да земам книга од свето место? Нели е тоа грев кон Бога? Си мислеше така според кажувањата на неговиот духовен учител.
жената со сребрана коса. И сепак, по заминувањето од светилиштето, книгата остана во неговите преградки. Го заврте големиот дрвен клуч од катинарот и го остави под каменот од дабот, за да не го најдат и неверните, незнабожците. Леле, велми го бараат ковчегот со словата на Бога и моштите на Александар Македонецот. Ги бара бедници, незнабожци, неверници, не знаејќи за Божиото и свето време, не знаејќи за божественоста и играјќи си со неа. И светиите, дадено ти е, повторно и повторно дадено ти е. Сепак, Кита продолжи со книгата. Блокада. Дадено ти е. Му вели жената со сребрана коса. Дадено. Се обидуваше да разбере Карен. Му зборуваше за словата, за приказните, за зборовите. Зборовите кои како менгемења му ја стега и удира душата и земното му тело. Некаков замор, папсаност, истоштеност, некоја премора. Како воин кој се враќа од многуте македонски битки од Троја. Упреко отпела дури до Индија. Дури до Индија, како кинисан фалангист кој си доаѓа дома дури од Индија, од крајот на светот. Кинисан од себе кум Троја и назад низ душата. Тргнат од себе кум Троја со словата на Бога, сведочејќи за бедотиите во земното време, за домашните политички слуги нападнати од ангел. Не барајте премногу, ти нема да може да си платите. Се сети на зборовите на мајка Вања од книгите. Дадено ти е, му вели жената со сребрена коса. Бараше објаснување за сонот, за книгата и за светилиштето, и за клокотот на светата војца лечења. Се обидуваше да ја потисне на собраната срџба од средбата во самопослугата. И во тој момент се сети на думите на жената со сребрена коса. Неговата кум. Дадено, рече. Не барајте многу, отине ќе можете да платите. Споменат кажувањата на македонската јасновитка баба Вања. Во рацете има Божја книга со приказни. Си спомна на тоа премногу за плаќањето меѓу земното и небесното време. И книги, зборови, приказни, леле, а само една приказна во која се собрани македонските траги. Најнакрај, не ќе беше толку важно кои сме и што сме ако не постои незнабожците, мислеше Кален. Ако не сака да не присвојат, да не разграбат, да не ничкосат, му клокотеше сознајна мисла како бистрата вода во светилиштето. Нему и на неговиот народ му беше сеен. Ете, македонци си толку, доволно им беше. И сега, после толку одрекување, почна да се буди заспаниот народец. Да се буди од илјадаретен сон, да се спознае себе си, да се познава за да биде силен. Насмеаната и склештено лице на професорката по македонска драма. Една од многуте загнати, дотркалани од упреку, како некаква ветва заправена клетва, достасана и дописана да ни ја допишува нашата славна историја. Кален остана тихувајќи. Го впрегна зборот, остана така недоречен, молком и простум кинисувајќи кон Троја. Има денови за мек дан, му рече ангелот чува. Кини се тихувајќи низ тројанските искушенија на распнатиот народец. Во душата му клокотеше светата војца и му светкаше светилиштето. И зборови, илјадници пеперутки како лет, како имаат родениот звездушките, леле, звездушките, како имаат родениот звездушките, илјадници пеперутки му се разлетаа во душата, и оставајќи ја професорката по македонска драма да ликува во минлив и земен миг пред божественоста македонска. Киниса кон Троја, кинисувајќи во времето на македонизмост и љубовта. Беше влезен во реката недалеку од извориштето во Вруток. Зацапан во светата војца на Акси широкострујниот, речниот бог, татко на Пелагона и пелагонците,
Реката денешниот Вардар, во која пеонците го фрлаат царот да го крстат со вода. Реката во која денешните пеонци македонци го фрлаат крстот да ја крстат двојцата на водокрст. Да крштеваат со вода отпосле. Преди потоа да крштеваат со оган и светиот дух. Отпосле со словата на Бога да крштеваат. Миропомазание и крштење. Спасение и простување. Братолюбие и свесност. Спознавање на себе си и понатаму може би ако остане во светата војца лековита. Леле отпосле следуваше крстение со љубовта. Крстение со љубов, сознаваше. Македонизам му мина зборот од срцето кон умот и земното тело. Беше влезен во реката гол до појас и босоног сеќаваше како струењето на војцата на светиот Акси, Вардарот, му минува низ земното тело и низ душата. Низ душата и го слушаше пеењето на четата на ножот, на попадински чукари и јасеновата глава. Четата во саможртва на олтарот на татковината и мајковината, обкружена со османлискиот таскер, пееше и слегуваше ангел од небесата да види како умираат во саможртва македонците. Се даруваа со песна на устите и отворени очи кум небесата. Пеа тоа македонците, кога нивната света земја се делеше на соседните балкански држави. Кога се имаа родено првата и втората Балканска војна и Букурештиот мировен договор на Божји ден 10.8.1913. И беа послани со телата и душите во турската чета на војводата Христо Цветков, делот четата на велешкиот околски војвода Михаил Чаков, како и делот прилепските чети на Петре Ацев и Мирче Лейденов, на местноста наречена Ножбит. Беше земно време 17.7.1907. Таму се положија 54 ковите. Со телата и душите си, недалеку од Иви, од сончевините, од градините на Мида, од Троја, од земјата на светиите и распнатите. Жртви, сеќаваше Китанче, толку многу гибел за земјата. Од сите страни кум македонците. Грабаа, се пизмеа, војуваа, го убиваа местото население, македонскиот народ го поништуваа, го пребришуваа, го преименуваа и каде да се најде збор да се објасни сето тоа дивење. Нечовечност, недоведност, да се краде, граба, зема, заборавајќи дека само таа зема на крајот. Мајката земјица, како што кажува и самото име, земја, онаа која зема, која навистина зема, дека на крајот и плаќаме данок што сме јаделе и пиеле и живееле на неа, на мајка Македонија. Сите овие луѓе, мислеше зборослужувачот, се дел од мене. Сите сме едно, создадени од светлината и љубовта. Доаѓаа сознанијата во земното тело на Калина. Зошто е сиот тој повтеж да се земе, да се грабне, да се присвои Македонија? Размислуваше. Каква е таа претерана љубов? Љубов за која се водат војни, се убиваат луѓе, се потиснуваат. Мислата созреваше во приказната и во душата. Неговата македонска земја, неговиот народ, распнат, разделен, забрануван, пребришуван, одречуван, немаше думи да го објасни сето тоа што се случуваше. Секнуваа зборовите, почнуваа чувствата. Почнуваше армакедонската тројанска војна. Од љубовта за љубовта. Војна за љубов? Мислата полета и се соединуваше со светлината. Сите сме едно. Љубов и светлина. Темнина е кога нема светлина. Војна е кога нема љубов. Хајде, да си подадеме раце, да си простиме, да се сакаме. Тука на македонскиот полуостров, ајде ако толку ја сакате Македонија, раширете ги срцето и душата и влезете во земјата на светлината и љубовта. Редеше од словата на Бога со невидена брзина. Хајде да бидеме чеда на љубовта, да бидеме во љубов. Нема потреба од војни и мрази. Македонија е доволно голема за сите, за сиот свет. За сета светлина и љубов. Пишуваше. Повторно му дојде на гости двамината кои ги вапцаат зидовите со сончевина од некој претходен роман, од некоја претходна приказна. Трајче и синот со насмеаното лице. Беа таму во писателската соба. Дојдоа да видат до каде е приказната. Си ги вапцал зидовите со сончевина, му рече мајсторот Трајче. Ни го земаш занаетот со сончевината?
му префрлаше на шега. Тие знаат? Се двумеше Кале. Или само така се погодиле да бидат изустени зборовите? Размислуваше. Откако киниса кон Троја не веруваше веќе во земното време. Откако се наредија словата во редот на светлината и Духот Свети, помислуваше дека не е време ова што се случува сега, во земното време, во вистинскиот живот, туку вистинскиот живот изусти. Кој знае кој е вистинскиот живот? Не беше сигурен во ништо. Постојано, како зорлите и табаните, како пиштењето на гајдите на фалангата под Троја, како Божји знак дека се уште трае војната за Или и Лебозида, неосвоената Троја, како војна за грст лачи на сончевината, како борба за светлина, свет дух, обоготворување. Седне таа мисла му вртеше во неговото земно тело. Во душата му на зборослужувачот кој сопре со редењето на словата, барем така си помисли тој Леле дека сопрел со приказната за Троја, дека е застаната приказната за убавата Елена, за личната македонска мома за која и денес се пеат пеаните на Аполо на Бога. Кога сопрев да пишувам за Троја, мислата си траеше во неговата душа зборослужувачка. Самите се редеа словата. Сетне махерите, топаните речеа, зурлите, гајдите, лелекот на повредените, оние кои го напуштаа земното тело со болка од пресеченици, со махири и зареси. Значи не е завршена војната за сончевината. Се сети Кале. Велми му остануваат 3 бели листа кои се видоизменуваа. Како оставени секој од читателите да ја доврши приказната со себе и по себе. 3 бели страници. По еден за Троја и оние кои се жртвуваа за неа. По еден за убавата душа, по еден за убавата Елена и незината душа. И по еден за сите нас и за болката од земното траење кога сакаме да ја промениме за даденоста. По еден за Отецот, Синот и Светиот Дух. Страниците се преобразуваа од белина во живи Божји души. Словата, од Орфеевите слова, цртички и рецки, до глаголицата на Свети Кирил и до кирилицата на Свети Климент. Не барај самата се пишува приказната за војната. За љубовта во зададено време, во пишано и сторено време, во нешто што е Божја воја и песната на оние кои се само жртвуваа за вербата во Бога и татковината. Време? Помисли Кале. Нешто што не го разбираме со ум. Нешто недофатно, нешто што минува со нас и во нас, се разбуди во буграта. Длабоко во себе си како во тројанските македонски војни, дихуваше божествен мир, пеење на птици, молбен пеан на светиите, темјан и миро кој смирува и лекува од болките и војните. Троја, мислеше. Нели е тоа тројството на Отецот, Синот и Светиот Дух сознаваше, копнеше, жет за сончевина. Мисли кои тихуваат во манастирот, совршена тишина за сосредоточување мозок. Тој минуваше низ тишината на манастирот, кон светлината на небесата, на тоа Божјо место, каде се собира душата и се бере сила за искушенијата во земниот живот, каде се спечелуваат исцеленија ако за тоа има писаниот Господ, каде се излегува и влегува од Божјо во земно време и каде се стигнува и заминува кон сончевината.